Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Европа се соочува со мигрантски и бегалски бран. Проблемот, велат, ќе трае подолго. Отежнувачки во оваа бегалска конфузија е што некои работи се навистина неизбежни. Една од нив се страхувањата за тоа што се може да дојде со овој бран и какви последици ќе има тоа за иднината на Европа. Главното страхување е она за безбедноста и сигурноста не само на земјите кои не се, туку и кои се дел од Европската Унија. Душата на Европа е во опасност. Ова апокалиптична реторика е повеќе во сферата на политиката, отколку во капацитетот на континентот да ги прими оние кои бегаат од војни и сиромаштија и се подготвени да жртвуваат се во потрага по подобар живот. Според последните информации, околу 350.000 луѓе досега преку Медитеранот и Балканот пристигнале во Европската Унија која има над 500 милиони жители. Со други зборови, приливот годинава ќе биде само 0,068% од популацијата во Унијата. Со оглед на незиното богатство и напредна економија, тешко е да се каже дека Европа не може да ги прими мигрантите. Колку за споредба, Соединетите држави со 320 милиони жители имаат 11 милиони недокументирани имигранти. Тоа е 3,5% од американската популација. Во Европската Унија во 2008 година имало околу 2 до 4 милиони недокументирани имигранти. Па зошто Европа е во паника? Може би поради верувањето кое се граничи со демагогија, како на пример дека дојденците ќе им ја украдат работата и ќе им ги намалат платите. Сепак, најголемото страхување во врска со тероризмот. Повеќето од бегалците бегаат од стравот од милитантите на Исламската држава во Сирија или од Ал-Шабаб во Сомалија, но никој не може да исклучи можноста дека меѓу бегалците нема искриени терористи. Од друга страна, терористичките групи веќе се покажаат дека се способни да испраќаат своји агенти во Европа или да ги регрутираат таму преку многу поконвенционални начини. Повеќето експерти се на мислење дека тоа не е многу примамливо за терористите. Како што ниту еден бегалец нема илегално да го преминува Медитеранот или Балканот, доколку има можност тоа да го прави на побезбеден начин, така и терористите од добро финансираните групи ќе го прават тоа. До сега нема доказ оти некој ги искористил овие патишта за Европа. Европејците по се изгледа страхуваат и од тоа да не се нарушат нивните удобни култури. Истражувањата покажаа дека ова загриженост е најголем фактор за поддршка на популистичките екстремистички партии, особено во земјите членки на Европската Унија. Стравот е нагласен во главно христијанската Европа поради муслиманската вероисповед на бегалците. Некои влади, како она на Словачка или Бугарија, веќе соопштија дека би прифатиле само извесен број христијански бегалци. Во една таква ситуација, земјите кои се на балканската миграцијска рута, Македонија, Србија, па и Косово и Босна и Херцеговина, се најдоа меѓу слабите можности да се справат со бегалската криза и ладните ветувања за финансиска помош и топлите зборови на солидарност од Европската Унија. Ним единствена шанса по се изгледа ќе биде дека доаѓањето на зимата ќе ги спречи луѓето да се решат да доаѓаат во таков голем број како досега. Во меѓувреме Европската Унија треба да се соземе, да ги надмине собствените морални и политички несогласувања и да овозможи организиран транспорт до северните земји, кои се поподготвени да ги прифатат бегалците со цел тие да не бидат изложени на опасните рути на мрежите на шверцерите на луѓе. Сепак, според аналитичарите, најмногу треба да се направи во врска со отстранувањето на причините на бегалската криза. Европските и другите лидери треба да вложат повеќе напори за запирање на конфликтот во Сирија и во другите земји од каде што доаѓаат мигрантите и бегалците. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Проблемот не е во нашите служби, туку во земјите каде што војните ги натераа луѓето да бегаат од нивните домови. Ова го вели професор Владимир Пивоваров за неможноста за подобра идентификација на бегалците кои минуваат из Македонија, односно можноста меѓу нив да има и терористи. Пелагија Младеновска. Професоре Пивоваров, да позборуваме малце за безбедносниот аспект на мигрантската криза. Има ли безбедносен ризик од приливот на мигранти во земја? Секако дека секоја криза, кога се работи нарочно бегалска, за огромна бројка на бегалци, апсолутно доколку останат на територија на одредена држава во даден момент, без разлика дали таа е помала како Македонија или Германија која е поголема,
може да направи сериозни проблеми од многу аспекти. Пред се, ваквите аспекти се однесуваат на неможноста за идентификација на лицата бегалци. Значи, ние не знаеме, предпоставам ниту странските служби не го знаат, точниот идентитет на сите лица кои минуваат низ транзитна рута низ Македонија до нивната крајна дестинација Германија. Проблемот не е во службите, секако дека проблемот е во земјите каде што се водат војните, таму не функционираат администрациите, така да не сме во можност на ниеден начин преку биолошкиот отпечатоци, преку нивна правна идентификација, патни исправи, дали се тие документи валидни, да провериме дали навистина се работи за таквите лица или пак се работи за лица кои припаѓаат на одредена терористичка организација, бидејќи таму знаеме дека вираат повеќе терористички организации на тие простори, така да еден од можните начини за инфилтрирање на нивни агенти спијачи, буквално кажано, кои во даден момент ќе бидат активирани на тлото на Европа, може да се наоѓаат и такви лица. Втората можност, која секако не треба да имаме, да ја испуштиме од предвид, тоа е дека ова е идеален начин терористичките организации во вакви масовни, буквално кажани гужви, да инфилтрираат поединци кои во даден момент за нивни цели и интереси може да извршат терористички напади. Некои анализи велат дека токму 1 до 5% од тие мигранти може да се членови на терористички организации. Како сега една земја може да ги идентификува овие луѓе кои представуваат, како што рековте, потенцијална опасност? Ниту една земја не може ваквите лица да ги идентификува. Бројката е претпоставена од 1 до 5%, не значи дека таа може да биде многу поголема или многу помала од она што беше проценка на Обединетите нации, на експертските комисии, кои велеа дека во оваа категорија на лица се наоѓаат и такви лица кои ќе представуваат закана. Меѓутоа, закана од една страна, од еден аспект представуваат ваквите лица, од друга страна закана представуваат и самите лица кои предпоставено велиме дека се бегалци од војната, така да што во дадена ситуација може да биде загрозена безбедноста на држава и здравствен аспект. Од трета страна, секогаш ваквите категории на лица претежно доаѓаат без никаков материјален имот, така да дали она што ќе го понудат државите кај кои ќе бидат сместени, ќе бидат задоволни со она што е пружено од таа држава, од тоа општество, или пак ќе се пуштат во извршување на криминали, што најчесто за регрутација на криминални лица се базира токму на лица кои потекнуваат од многу сиромашни средини. Што не останува како земја? Кои се механизмите за да се намалат барем до некаде штетните последици? Оно што ние може во овој момент, значи како од сега работи, да го направиме, тоа е да ги евидентираме предпоставени ваквите бегалци на самата гранична линија со средства за превоз кои ќе бидат обезбедени, да бидат транспортирани до нашата северна граница и во тој конвој во кој ќе бидат транспортирани да бидат со полициска придружба. Да знаеме дека во таква ситуација ниту едно лице не останало на територија на Република Македонија. Меѓутоа, тоа не е поентата дали ќе остане или нема да остане. Поентата е во тоа што доколку остане поголема масовна група во Македонија, тогаш дури може да зборуваме за сериозни безбедносни проблеми, претпоставено кои би може да се случат на територија на Македонија. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.